Но што се случи? Сега сигурно ни станува јасно сите овие барања за независно судство, независни медиуми, независни универзитет. Независни од кого? Само од тебе, граѓанинот и народот, а зависни од секој друг што сака и има средства да ги корумпира. Но тука почнува интересно. Токму тоа раздржавување и уривање на можноста, волјата на народите и поединците да се канализира по некогаш светите демократски процеси, се покаже и дека е смртната пресуда за глобалистите. И дојде до незадоволство од сепо безобразната, дрска и веќе нескриена примена на овие глобално-фашистички идеи со гола експлоатација и поробување и обеднување на секој поединец и народ. Незадоволни се од огромната нееднаквост која таа ја предизвикува, замолкнати од цензурата на официјалните медиуми и социјалните мрежи. Најнезадоволни од немањето демократски глас за нивните насушни и суштински прашања, како например да се прашат дали да бидат преплавени со мигранти и немоќни да ги зачуваат своите традиционални вредности. И во сето тоа се случи неочекуваното. Пасивизираните и навидом столчени и зомбирани народи се крена пратам крен. Сведоци сме, значи, на овој брз и страшен колапс на неолиберализмот, кај што најмалку се очекуваше самите граѓани и народи на САД и Европа. Како го гледаме овој будење на тие столчени народи? Жолти телеци, Брексит, гласачите на Трамп, поддржувачите на Салвини, како и огромен пораст на патриотски партии низ целиот така наречен западен свет, од чии некогаш познати западни вредности, права и слободи не остана речиси ни трај. Правилно. За нас од целата ова слика за дедржавизацијата, како се случи, како победува суверенизмот против глобализмот, најважно е македонскиот дел. Значи тој колапс на корумпираните глобални неолибералисти ќе се случи и во Македонија. Не само на секаде во светот, туку доаѓа кај. Неминовно. И ние како народ тоа треба да го дочекаме подготвени. Затоа, како што реков, ние работиме таа програма за таа визија за возобновување на македонската држава, потеркот кој ќе биде стандард и модел за други држави. Ние го фаќаме онај клучен момент на движењето на теоријата и практиката на управување со држава, на глобално управување и базирано на идеологијата што Зоран братот ја објасни на старата македонска доктрина. Ние правиме модел за една национална држава која ќе биде чесен, ценет член на еден таков нов праведен и слободен свет кој доаѓа и за кој ние треба да бидеме подготвени. Натаму. Едно мало видео сега за вас додека ние представиме следната точка.
Благодарам. Многу тоа беше кратко видео промотивно за иницијативата Родина. Приклучете се заедно да ја реализираме оваа програма Македонскиот вистински пат. Ова е програма, како што објаснивме, базирана длабоко на сите сознанија што македонските мудреци што се собравме тука ги имаме од глобално ниво и визиите каде оди овој свет. И не само на тоа, туку базирано на нашето болно изнедрено од потребите да се поразат процесите на рушењето на државата и нациите, вклучително и на нашата татковина Македонија. Значи, ние градиме на програма, еден модел, кој е според закономерноста на историскиот и општествен развој и новосоздадените геостратешки хоризонти, и кој секоја новослободена држава ќе мора да биде држава отчетна на народот, негов слуга и во негова служба. Натаму. За таа цел, таа програма Вистинскиот македонски пат ја правиме на многу детален начин и го повикуваме македонецот, македонскиот народ да се приклучи преку директна демократија во заедничко доработување на сите овие детали. Ние сакаме гласот на македонецот да биде слушнат не само кога ние ќе бидеме на власт, туку додека ние дојдеме на власт, во градењето на таа визија, каква Македонија сакаме, заедно да ја градиме таа прекрасна, убава идеја за нашата Македонија во тој нов праведен свет. За да дојдеме таму, ние изградивме визија каде ја гледаме Македонија, кои се основните теmelни принципи, кои се основните програмски цели. Тоа е првата точка. Ова е објавено и на страницата, можете слободно да посетите и да коментирате. Што е најважното што ние го имаме, што го нема ни една друга патриотска партија која претендира да ја води Македонија некаде. Нас ни е клучно, и клучно е за македонскиот народ, да ја има таа визија каде ние одиме. Значи не само критика дека нас не предаваат, нас не ја земаат државата. Да, сите ние тоа го знаеме. Но која партија, политичка сила, иницијатива, движење ќе ја нацрта таа алтернатива? Ние сме против предавство, но никој не кажува зашто сме ние. Ние ја градиме таа слика прекрасна на Македонија во иднина која ќе ја изградиме, и тоа е она, освен што сме против предавство, ние сме и за нешто прекрасно, за нешто кредибилно, за нешто основано на сите знаења за геостратешките, општествени, политички движења и праксата што ја имаме како Македонија поминато. И значи ја имаме таа визија и ќе ја поделиме со македонскиот народ. И не само со македонскиот народ, со сите други партии кои сакаат заедно да ја правиме оваа визија. Слободно можеме во заеднички напори да ги применуваме и да ја внедруваме оваа програма во свеста на македонецот, кој досега бил индоктриниран само со една идеологија на поразениот неолиберализам. Значи, ние разработивме прв пат конкретни програмски целини, економски насоки, политички систем, државна администрација, меѓународни односи, одбрана, социјална подкрепа, заштита на семејството, здравство, образование. Тоа е вториот дел, стратегија. Овие ќе бидат објавени за ден-два на сајтот на иницијативата Родина и на Facebook, и бараме ваше вклучување во нивната анализа, да ги доправиме заедно. Освен, значи, овие стратегиите, што се први, што ја објаснуваат визијата на Македонија вон неолибералната идеологија во Македонија, ние ќе направиме и детален оперативен план месец дена пред изборите и чија примена, реализација ќе биде по нашата победа на изборите, заедно со македонските семејства и така натаму. Овие ќе бидат објавени наскоро и ќе бидат предмет на јавна консултација. Овие нацрти
ние сакаме заедно да ги дополираме со македонскиот народ. Во смисла на таа директна демократија и вклучување на народот да се чувствува дека е дел од решението, дека му се слуша гласот и внатре во креирањето на ова нашиот народ ќе има збор и неговиот збор ќе се важи. Од овие стратегијата, значи, најдетален оперативен план подготвуваме сега, кој ќе биде објавен месец дена пред изборите, ако има услови за избор, и кој ќе биде применет по нашата победа на изборите. Тоа се вика реализација. Понатаму. Значи, ќе одете на овие врски, ќе ги најдете сите тие програмски цели, ништо ги правиме, економски насоки, натаму. Сите ќе бидат јавно објавени, државна администрација, политички систем, меѓународни односи, социјална подкрепа, семејство и другите. Понатаму што рече. Приклучете се, значи, кон ова наша иницијатива, а пред да го завршам последниот слайд, со една прекрасна поезија на рускиот поет Владимир Вурич. Колку е цел овај момент, да не заборавиме колку е света нашата мисија и колку е важна нашата борба. Ова е заборавена песна, но то точно го фаќа моментот на секој македонец и на секој граѓанин, мислечни, на секоја друга земја која се наоѓа во ваква криза. Кога ќе се замислам себе си, дека сум на врв на градбата, што ја нарекуваме род, и дека под мене се цела бескрајно скатови поколенија, мене ме фаќа вртоглавица. Од јас знам и најмалиот мој превид ќе предизвика катастрофа. Зашто јас сум единственото поради што ќе живея. Со секоја моја грешка можам да ја направам идната борба и смисла. Повик заедно да спроведуваме оваа програма. Браќа и сестри македонци, поздрав и приклучете се на глобалното победение.